насловот на вечерашнава тема или мотивот за да ја работиме, оваа тема се отвори на едно собирање од домашните групи во Драчево. Го гледам Чичко Трајко. И се отвори тема околу христијанството. Што е тоа? Сите ние, сакали или неќеме, се декларираме и говориме дека сме христијани. И се отвори една тема, може ли секој еден од нас, кога веќе се декларираме како христијани, можеме ли да ја формулираме таа мисла или тоа наше, не знам што е тоа. Некој вела дека е христијанин затоа што одел редовно во црква. Некој вели дека е христијанин затоа што е роден во христијанско семејство. Меѓутоа, вечерашната моја тема, моја беседа е да се обидам, да дадеме еден одговор, да дефинираме што всушност представува да се нарекуваш на вистина христијанин. Темата е и многу интересна, темата е и многу провокативна и темата можеби на прв поглед изгледа дека е многу лесна и дека е многу едноставна. Всушност, мене барем ми се чини дека е многу комплицирана и воопшто не е едноставна. Јас ке се обидам вечерва во 3-40 минути. Се трудев, додека работев оваа проповед, да ги опфатам, би рекол, сите извори од каде што потекнува или се среќаваме во секојдневието со зборот или со терминот дека некој се представува или вели дека е христијани. Ако не знаете, вообичаено велат што сакаш во моменти, има и такви моменти, многу е полесно, вика, прашај се што не сакаш. Пак ќе дојдеш до истиот одговор, меѓутоа малку ќе ти биде полесно ако си збунет во една таква ситуација. Многу е лесно, што сакам да кажам, дека многу е лесно да кажеме кои не се христијани. И вообичаено овдека, кога ќе стане збор за кои не се христијани, како од пушка говориме дека муслиманите не се христијани, будистите не се христијани. И тоа ни е некако многу јасно, верам. Меѓутоа, ако отвориме и се свртиме кон другата страна, а кои се христијани, мислам дека имаме сериозен проблем. Христијани се и католиците, христијани се и православните, христијани се и протестантите, христијани се многу деноминации во однос на протестантите и баптистите и методистите и можеме така да ги редиме. Меѓутоа, што на вистина и што всушност представува да бидеш христијанин, ја би рекол на самиот почеток дека тоа е многу голема и чест и привилегија да може да се наречеш во вистинска смисла на зборот дека си христијанин. Една друга област која што ја истражував, секој пат и сега пред изборите се прават најразлични интервјуа, се прават најразлични, се прибираат некакви информации. Па дојдов така до едно интервју кое го работеле во однос тука во Скопје пред 3 години. Испитани се некаде околу 1000 луѓе. 1000 луѓе велат дека таа бројка всушност е некако релевантна бројка за резултатите кои може да се добијат од таа бројка. Во центарот на Скопје за една седмица, за една недела, на прашањето дали верувате во Бог, од тие 1000 луѓе, повеќе од 90% одговориле дека веруваат во Бог. На второто прашање, дали сте христијанин, само 50% од тие 90 одговориле дека се христијани. 90% веруваат во Бог, меѓутоа само 50% веруваат во или се нарекуваат христијани. На прашањето зошто сметате дека сте христијани, резултатите се малку и смешни, малку можеби за нас и сме навикнале.
тргнувајќи од тоа, има одговори дека многу нормално е да сум христијанин кога сум роден во Македонија. Некој од одговорите вели дека многу нормално е да бидам христијанин кога јас сум крстен во католичка црква. Многу нормално е да сум христијанин бидејќи редовно ја читам Библијата. Многу нормално е да бидеш христијанин бидејќи јас посетувам црква секоја недела. И некако тој, би рекол, круг од најразлични извори кои ги добиваме за самиот термин и поим кој е всушност христијанин, толку до овој сегмент овдека може да повлечеме една линија и би заклучиле дека христијанин е секој оној кој што се нарекува христијанин. Ништо повеќе, ништо помалку. Меѓутоа, ние имаме и една привилегија, како што реков на почетокот, ние имаме една одговорност, сериозна. Ние се нарекуваме дека сме христијани, ние посетуваме црква и така произлезе, би рекол оваа проповед вечерва, што всушност ние имаме како факт, што всушност ние имаме како аргумент, повеќе од сите овие, да кажем, до сега кажани нешта во однос на што значи тоа да бидеш христијанин. Интересното е што ние имаме еден авторитет, ја имаме Библијата и имаме една здрава и цврста основа на која што можеме и да застанеме, и да се потпреме, и да дојдеме до еден вистински, до еден релевантен одговор, што всушност значи да бидеш христијанин. И можеби, кога ќе дојдеме и ќе се сведеме вака, го стеснуваме кругот и дојдовме до нашиот единствен, би рекол, авторитет, проблемот за мене станува уште поголем од причина, бидејќи во Библијата или Библијата што ни вели, што ни кажува за нашето прашање што е христијанин, скоро ништо. Само на 3 места во целата Библија, и тоа во Новиот Завет, се споменува што значи да бидеш христијанин. Јас би сакал да не ги парафразирам, ќе ги прочитам тие 3 места. Двете се во Дела на апостолите и едното е во Прво Петрово. Во Дела 11:26 вака вели, за прв пат. И во Антиохија учениците ги нарекоа христијани. Второто место е Дела 26 глава 28 стих. Уште малку, па ќе ме убедиш да станам христијани. И третото место е во Прво Петрово 4 глава 16 стих. Вели, сепак, ако некој страда како христијанин, нека не се срами, туку да го прославува Бога за тоа. Многу интересно е, ако го разгледувате контекстот на сите овие 3 стиха, чудното е прво, зошто само 3 пати се споменува во целата Библија терминот христијани. И како што реков, ако земеме да го разгледуваме контекстот, во почетокот, кога се споменуваат овие 3 пати, или ги нарекуваат учениците и следбениците на Исус Христос како христијани, не представува воопшто тоа што ние можеби денеска си го имаме во главата дека представува христијани. Многу повеќе има негативна конотација и многу повеќе во тоа време кога ги нарекувале христијани, имале во предвид како да сте од партијата на Христос, па и конотацијата и смислата е негативна. Воопшто не било добро, ако се сеќавате минатиот пат, кога говорев за историскиот контекст, тоа се уште сме, да кажам, во први век, гонењата за оние кои што се нарекувале христијани биле навистина жестоки. И не било ниту едноставно, ниту било некаква чест или привилегија да може да се наречете
да се наречете христијани. Меѓутоа, интересното е што од ова до сега кажано, пак како заклучиме, не можеме ништо по-конкретно да заклучиме зошто ние денеска се нарекуваме христијани и толку многу, може би рекол, се удараме во гради. Има мала доза како на фалба, кај нас се вклучувам и јас, христијаните, бидејќи ние сме нешто поразлично од сите другите. Како што реков, збунува констатацијата дека само на 3 места се споменува христијанин во Библијата. Збунува уште повеќе констатацијата што има многу групи, како што реков на почетокот, почнувајќи од Источно православната црква, од Римокатоличката, од протестантите. Дали, се прашувам, представува да бидеш христијанин, дали треба да припаѓаш на некаква определена, одредена група на луѓе. И тоа не го дава, би рекол, точно одговор за да можеме да го дефинираме. Останува уште еден извор кој што го проверив и тој ќе го прочитам. Тоа се најразлични речници, почнувајќи од војаклија од времето на Југославија па до некои наши преработени, но за изненадување ќе ги прочитам што таму вели под поимот, ако отворите, христијани. Вака вели: оној кој признава дека верува во Исуса како Христос или е следбеник на религија базирана врз животот и учењето на Исус. И на друго место вели: оној кој живее според учењето на Исус. Реков за изненадување, меѓутоа за мене навистина за изненадување, ова не доближува можеби најблиску до тоа што представува да бидеш навистина христијани. И можеби би можеле да ја дефинираме рамката во која што сакам оваа вечер да го разгледаме токму овој поим, што представува да бидеш христијани. Христијанин, вака се уште би рекол во воведов, би рекле дека представува да следиш некого. Христијанин представува да се движиш во некоја определена рамка и би сакал оваа вечер да видиме што точно Словото, нашиот авторитет, кажува нешто повеќе околу тоа што значи да бидеме христијани. Библијата има, многу пати сум рекол дека е навистина богатство. Во однос на нашите прашања, она ги има сите одговори. Јас се одлучив ќе говорам еден текст, да видиме апостол Павле, какво е разбирањето на апостол Павле во однос на терминот и на вечерашнава моја беседа. Што значи тоа да си христијанин? Тоа е во Прво Солуњаните и многу накусо би сакал да кажам неколку збора околу историскиот, околу политичкиот, околу религиозниот контекст, кога ова послание или кога ова писмо апостол Павле го пишува до црквата или до браќата во Солун. Не знам дали знаете, меѓутоа оваа книга од Новиот Завет е најстарата книга во Новиот Завет, Прво Солунци. Интересното е што сите се сложуваат околу годината на пишување, некаде околу 50-51 година. Многу кратко е времето, само 18 до 20 години од животот и смртта на Господ Исус Христос. Ова ќе говорам на првата глава, од 4 до 10 стих. И како што реков, сосема накусо
историскиот, религиозниот и политичкиот контекст, каде што апостол Павле го испраќа ова писмо до црквата во Солун, гонењата се жестоки од една страна, многу можеби поважно е што тој народ таму, и во Солун, и во целата околина, се занимава со толку пагански обичаи, нивните верувања се толку многу бошки верувања, ништо општо немаат ниту со Исус Христос, ништо општо немаат ниту со христијанството, речено на еден современ наш денешен јазик. Луѓето треба да имате, секако велам, една представа. Апостол Павле таму ја формирал таа црква и многу е тешко да бидете вистински христијани, да бидете еден верен следбеник на Господ Исус Христос во едни такви, би рекол, околности. И покрај тоа ние ќе видиме во самиот текст дека луѓето, текстот вели, ја свртева земјата, што се вели на глава, на опачки. Многу силни зборови, самата суштина, самиот контекст на текстот е многу охрабрувачки. Од една страна, меѓутоа, кога би се пренеле ние денеска да живееме еден таков живот, не знам колку од нас се прашувам дека би останале да се нарекуваме христијани и би останале да бидеме следбеници на Господ Исус Христос. Многу е лесно, јас велам, да бидеш христијанин во Македонија. Меѓутоа, малку подоцна ќе кажам некој збор. Јас имам, би рекол, и браќи и сестри од Софија кои имаат нивни пријатели и роднини кои што се евангелизатори во Турција. Јас и минатата година се обидував, меѓутоа имав голема желба некој од нив да дојде овдека па да разговарам со пасторот, да слушнете што се случува низ Турција и да слушнете изворно од луѓето кои што работат таму и кои што се нарекуваат христијани и го шират евангелието или ги нарекуваме евангелизатори. Многу малку, јас лично слушајќи и споделувајќи со други браќа и сестри, се чудам како тие луѓе успеваат и како тие луѓе обстојуваат, меѓутоа одговорот е еден и единствен, дека само преку Духот Свети и само преку силата на Господ Исус Христос има луѓе да може тоа да го работат. Ќе ги прочитам овие 7 стиха. Кои велат вака: знаејќи од Бога, возљубени браќа, дека вие сте избрани, зашто нашето проповедање меѓу вас не беше само со слово, туку и во сила, и во Светиот Дух, и во полна увереност, како што знаете какви бевме меѓу вас заради вас. И вие се угледавте на нас и на Господа, примајќи го Словото во голема неволја, со радоста на Светиот Дух, така што им станавте пример на сите верници во Македонија и Ахаја, зашто од вас Господовото Слово се разгласи не само во Македонија и Ахаја, туку вашата вера во Бога се расшири во секое место, така што нема потреба ние да зборуваме нешто. Имено, самите раскажуваат за нас каков пристап имавме кон вас и како се обративте кон Бога од идолите, за да му служите на живиот и вистински Бог и да го чекате неговиот Син од небесата, кога го воскресна од мртвите, Исус, кој не ослободува од гневот што доаѓа. Прво Солуњани, 1 глава од 4 до 10 стих. Апостол Павле, ако се сјавате и на минатата проповед,
на минатото би рекол негово писмо и почеток со писмото, почнува со една, би рекол, увереност. И овдека, пишувајќи до Солуњаните, вели знам. Ке се задржам на знам и ке се задржам, вели дека од Бога сте избрани. Што тоа апостол Павле може да знае? Каква информација има апостол Павле, пишувајќи го ова писмо? Како што реков на почетокот, ние говоревме, можеби најдобра представа за формирањето на овие цркви во Солун дава дела на апостолите. И ние видовме, кога ги разгледувавме филипјаните, дека таму претрпева жестоко, не само гонење, него жестоко и ги тепава, завршива во затвор. Во тој еден контекст, они од таму продолживи и ја формираат црквата во Солун. Како што реков на почетокот, правам представа, многу е тешко да формирате црква и многу е тешко кога имате маса од народ која што верува во многу богови, која што ништо општо, како што реков, нема со христијанството кое што го проповеда и го пропагира апостол Павле. И овде ќе им вели, вие сте од Бога избрани. Апостол Павле знае, од Бога сме избрани. Многу е интересен тој момент на нашиот, би рекол, прв чекор кон Христос. Многу пати велиме дека Христос чука на нашето срце, ние треба да откликнеме. Многу пати сум слушнал и сме говореле дека луѓето го нашле Христос. Вообичаено така се говори. Многу често сум слушал луѓето велат дека на определен начин, дали било преку тешкоти, повторно го нашле Христос. Овдека можеме да видиме дека апостол Павле многу јасно ни кажува дека една таква констатација, едно такво размислување, дека ние сме способни, дали преку нашиот интелект, дали преку нашата работа, дека можеме да дојдеме до Христос и да го најдеме Христос, апсолутно таквата теза не држи. Апостол Павле ниту има некакво видение во овој контекст, ниту прави некаква предпоставка, него е многу сигурен и секој еден од нас е сигурен во она што го преживеал и она што го почувствува. Нема би рекол, по-силен впечаток или нема кој е вистинскиот збор. Подолу во текстот се вели, ќе видиме што има в предвид апостол Павле, како го формулира тој, би рекол, печат, но можеби тоа кога нешто преживуваме со многу на еден поинаков начин и со еден поинаков жар можеме да го пренесеме. Поентата ми е токму апостол Павле овдека во овој текст, во овој почеток, токму тоа го каже. Апостол Павле е убеден и сигурен, како што реков и минатиот пат. Он ги познава луѓето, он ја има формирано црквата во Солун, како прва работа. Апостол Павле, кога говоревме за филипјаните, апостол Павле од еден најголем гонител на христијаните. И неговата, би рекол, уникатна средба со Господ Исус Христос. Апостол, многу е лесно нешто што сте преживеале, многу е лесно нешто што сте изживеале, кога ќе го видите кај некој друг во нивните почетоци. И би сакал во овој прв стих да завршам дека не можеме ние околу нашето спасение да поверуваме како што велиме или да се спасиме, ако сакате, ако позади сето тоа не стои некој спасител. И апостол Павле продолжува, вели дека со полна увереност. Која е таа, како што зборам, кај секој еден од нас, која е таа полна увереност што треба секој еден од нас да ја има? Кога говорам дека секој еден од нас, не заборавајте дека темата ни е
што представува да бидеш христијанин. Христијанин, апостол Павле вели дека прво представува да бидеш избран од Бога. Второто нешто апостол Павле вели, за да бидеш вистински христијанин, ти треба да имаш увереност. Каква е таа увереност што ние треба да располагаме? Која е таа увереност што секој еден треба да ја има длабоко во нас, за да може достојно да се декларира, би рекол, дека е христијанин. Увереноста можеби е клучниот момент во тој еден процес, ја велам, од чукањето на Бог на нашето срце и нашето откликнување. Без таа увереност многу тешко би можеле да откликнеме и да одговориме на таа покана на Господ. Ако и денеска ние се разликуваме со оние кои што не го прифатиле Господ Исус Христос за свој личен Господ и Спасител, токму ево таа увереност. Само луѓето кои што се избрани од Бог и само луѓето кои што имаат таа полна и 100% увереност можат да откликнат на еден позитивен, би рекол, начин. Реков дека не можеме да бараме и да веруваме во спасение ако нема Спасител. Апостол Павле вели, ние го проповедавме Словото. Нема ниту еден овдека. Сите ве рачунам дека сте христијани, доследни христијани. Ниту еден пример, па и кај нас овдека, зборот ми е, на никој не му се сонило да стане са вајле наутро и да рече, јас денеска ќе го прифатам Христос за мој личен Спасител. Никој не одејќи по улици или на некаков годишен одмор, каков сакате земите пример, не решил туку така, јас од утре ќе го земам Господ Исус Христос, ќе го прифатам Исус Христос за мој личен Спасител. Овдека станува збор, вика прво треба да сте избрани од Бога. И пак ќе го повторам дека не можете да верувате во некакво спасение без да има некаков Спасител од другата страна. Секој еден кој што дошол до Господ Исус Христос, дошол преку некакво вакво проповедање на Словото и на вистината. И овие луѓе, вели апостол Павле, нема таков кој што дошол до Христос без да му било проповедано Словото, без да му била проповедана добрата вест. Изгора на тоа, не можете, вели, и да го слушате Словото. Колку и да го слушате Словото, многу тешко ќе го разберете Словото. Треба да имате уште нешто, треба да го имате Светиот Дух. Светиот Дух, ајде вака ќе речем, може да се подготвуваме, или за себе лично да кажам, може да завршите какви сакате факултети теолошки. Може да бидете најдобриот оратор. Може да се подготвувате најсовесно за секоја една проповед. Ако го нема Духот Свети, нема ништо од оваа страна. Но, има и една друга работа. Ако го нема Духот Свети и од таа страна, и ако не работи Духот Свети, со полна увереност во она што го збориме, дека не се врземе вака, повторно немаме резултати и повторно не можеме да кажеме дека сме вистински христијани. Не заборавајте, минатиот пат, ја го потенцирав и сега. Апостол Павле, јас многу пати милувам да кажам дека Словото или Библијата е условно за секого. Има услов кој што треба да се исполни, за да може да биде за секој еден. Да не заборавиме, беше зборот дека апостол Павле потенцира дека апостол Павле е христијанин, вистински христијанин. И апостол Павле се обраќа и пишува до христијани, не пишува до никој други. И апостол Павле потенцира дека сето ова што се случува и треба да го прифатите и треба да го извршувате на христијани.
Словото и апостол Павле никаде не ни вели дека може да излеземе и по улиците и ќе збориме. Ова е наменето од христијани за христијани, вели апостол Павле. Само оној кој што ќе биде посинет од Господ Исус Христос, само тој има можноста да го нарече татко. Кога ќе станеме деца и родители, тогаш веќе ова наследство важи за секој еден од нив. И од тука продолжува, вели, во големи неволји. Значи, како треба да се однесува еден вистински христијанин, пред малку ја спомнав, Турција, во големи неволји. Имавме многу интересен разговор вчера со Тинче. И Тинче кажува некои неизини доживувања од минатото. И сега јас вака и велам. Добро, можно ли е, ние веруваме дека целокупниот авторитет како христијани вистински е во Бог. Таа е, според мене, првата точка. Бог веруваме дека е суверен Бог. До сега знаеме како верни дека Бог го има најдоброто за своите деца. И дека Бог ги контролира или околностите, или нас не држи во тие околности. Минатиот пат, пак реков, значи, не можеме, јас барем не можам да ги делам посебно искушение. Искушение, посебно испитание. Преку секој едно искушение Бог нас не испитува. И така може да излегуваме како победници. Така можеме да одиме чекор погоре. Така можеме да си земеме, реков, дали е оделение, дали е клас, се едно. Сакам да кажам дека не знаеме многу пати зошто сме во определена или во дадена ситуација. Има многу тешки ситуации. И токму се надоврза тој моавет, и затоа го говорамо сега со Тинче, дека она кажува нешто што преживеала, тоа е за нејзе можеби најтешкото во нејзиниот живот. Ја не го спорувам тоа. Не знаеме зошто Бог ја дал и ја ставила во таква една ситуација. Но сум сигурен, и тогаш реков дека е за нејзино добро. Многу пати ние во определени ситуации кога ќе се најдеме, најчесто тие ситуации, ако се здравствени, сакаме да има еден добар исход. Сакаме, еднаш говорев дека 90 и колку проценти од нашите молитви се упатени здравје, операции. И вчера падна еден таков исто моавет. Добро, Бог не исцелува еднаш, па се молиме, Бог не исцелува по втор пат, Бог не исцелува по трет пат. До кога? Јас се смеев и синојка со нејзе, како овде да ни се допаѓа овој живот на земјата, многумина велат како да христијаните овде ќе им е рајот, на оваа земја, а не на некое друго место. Што сакам да кажам? Многу е тешко преска, реков, додека не сте преживеале тешка состојба. Многу е тешко да се најдете во ситуација, ние велиме да не дае Господ на никому да си го загубите најмилото. Најтешко е родител кој ќе загуби дете. Јас сум имал многу пати разговори, сега не се веќе тука, со Борис Дончев и со Витка. Они имаат изгубено нивно дете. Истото го говорел брат Борис. Значи, не може да се објасни таа состојба со зборови што ја доживеале. Има луѓе кои ќе се најдат во истата, слична состојба. Забораваат на црквата. Се свртуваат во сосема друга насока. Почнуваат да хулат кон Бог. Се поставуваат многу, би рекол, прашања кои што не водат кон ништо добро. Или со еден збор со ништо не отсликуваат дека ние можеме да се наречеме или сме вистински христијани. Тешко е. Овие луѓе во Солун
не дека е тешко што почнале да го следат Исус Христос. Не само што почнале да веруваат во вистинскиот Бог, него во таква една тешка општа состојба биле. И они велат дека тука и покрај се, ние од таму доваѓаме, ние го знаеме градот, ги знаеме нашите жители, знаеме во што претходно сме верувале. Што и да се случи, животот да го изгубиме, ние ќе останеме со невидена радост, христијани и следбеници на Господ Исус Христос. Многу е слично разговорите, пред малку реков, со луѓето кои што се во Турција. Многу е тешко да бидете христијанин во Турција, многу е лесно, нема споредба да бидете христијанин денеска и овде, од каде што сме ние во Скопје и во Македонија. И на крајот вели дека со словото што го разгласувале, со словото што го слушале, како што реков, има еден ред на нештата како што се случуваат, за да може да дојдете и на крајот вели, затоа што вие пред се и многу е интересно, се обративте, вели кон Господ Исус Христос, му служевте на Господ Исус Христос и на крајот вели со едно нетрпение, со еден жар во срцата, го очекувате неговото повторно враќање. Во последните, во 9 и 10 стих, според мене е, можеби, сршта на тоа што треба ние со достоинство да носиме. Што ние кое е тоа достоинство кога ќе се наречеме дека сме вистински христијани, што треба да подразбираме или како би ја формулирале, би рекол, нашава вечерашна тема. Како би ја дефинирале со еден збор, да кажеме што тоа представува ние да бидеме христијани. Да се обратите, можеби во ваков контекст и во ваква една компактност до сега, барем ја не сум говорил. Обраќањето кон Господ Исус Христос многумина, мислат дека е умствен процес и дека со умот јас ке прифатам и од утре натака јас сум христијанин. Или многумина велат јас сум го прифатил Исус за мој личен спасител. Кои се ритуалите и формите што треба уште да ги направам? Дали е крштевање, дали е исповедање, и продолжуваме натака. Многу интересен е овој збор во еврејскиот јазик и секој пат кога ќе се каже дека веруваш, секој пат имаат во предвид и разбираат дека вршиш некакво дејство. Значи, верувањето во Исус Христос во никој случај не е умствен интелект и момент на умствено разбирање. Тоа може би е, јас велам, иницијалната каписла од каде што почнувам или не ставаат на траката на таа промена која што настапува. Меѓутоа, овдека текстот вели се поклопува, пак ќе кажам, во Филипјаните говоревме. Лично Господ Исус Христос за секоја една душа се ангажира и тој лично ја променува. Меѓутоа, секој пат промената станува од натре кон надвор. И никаде, барем до сега, никаде нема да видите дека вистинскиот христијанин, така ја почнавме оваа тема пред месец дена, дека е оној христијанин кој што оди од црква. Црквата е како еден нормален и пропратен дел на христијанинот. Меѓутоа, одењето на црква, да го земеме како главна цел, никаде не можеме да го видиме. Тоа е последица на нешто многу поважно и нешто многу побитно што се случува внатре кај секој еден човек. И овдека затоа вели апостол Павле, прво што направивте, вие се обративте. Обраќањето во секој еден момент, оној што рекол дека имал средба со Господ Исус Христос и одговорил позитивно. Ако сме оделе во една насока,
сте се обратиле за 180 степени. Вашето движење, вашата насока, вашите мисли, вашите желби имаат сосема спротивна насока. Служењето го истакнува како втор сегмент. Значи, оној кој што вели дека е вистински христијани, но оној кој што се нарекува христијани, повторно ќе го споменам машкиот час, дефиниравме која е хиерархијата на мажите и општо хиерархијата во црквите. Дојдовме до заклучок кој што ни го дава Библијата дека не постои човек кој што нема добиено дар од Бога. Не постои човек кој што одговорил позитивно на Господ Исус Христос, кој што е во црква, а да нема служење. Не, токму тоа го кажува апостол Павле. Ние рековме дека секој има различен дар. Ние треба нашите дарови да ги усовршуваме со една единствена цел, за да си служиме едни на други, да го прославиме Господ Исус Христос. И на крај вели, го чекате. Чекањето е многу интересно, го разгледувавме во Матеј. Како треба да чекаме? Дали од недела до недела да дојдеме во црква или секојдневно ќе се вратам на почетокот како што ја почнав оваа проповед. Дека не можете да верувате во спасение, а да нема и да не стои Спасител. Не можете да поверувате во тој Спасител преку проповед, само преку Словото, ако срцето не е подготвено и ако не се предадете целосно. Во една прилика говорев и за нас, како дел од групата за славење, не можете да ги однесете луѓето на место каде што вие самите не сте били. Суштината е и овдека, и сакам со тоа да завршам. Ако од христијанството го тргнеме Христос, избришете го Христос, немате апсолутно ништо. Ќе добиете религија како многуте религии во светот, ќе добиете некоја философска наука. Меѓутоа, суштината на христијанството, суштината на секој еден од нас, ќе повторам, кој што одговорил позитивно на поканата на Христос, е токму во Исус, наречен Христос или Исус Месијата. Разликата е во однос на сите други, токму во Месијата, токму во оној кој може да ве однесе на небото? Само оној кој што дошол од небото, би рекол. И ниеден друг дури и не постои некој друг во однос на било која друга религија, под наводници, кој што може да ви ја гарантира на крајот од краиштата, да ви го гарантира спасението. Единствената разлика помеѓу Исус Христос и останатите е точно во гарантот, точно во она што ви рекле некој кој што му ги дал акредитивите и правото да може сето тоа да го направи. На крајот завршувам да дефинираме дека кој е христијанин. Христијанин е оној кој што одлучил да верува во Господ Исус Христос како свој личен спасител и господар. Христијанин е оној кој што секојдневно се менува однатре и таа промена кај некој повеќе, кај некој помалку не може а да не биде очигледна. Таа промена во текот на нашиот живот
од ден на ден е видлива промена. И на крајот не случајно сме овдека и не случајно благодариме за животот и за здравието што го имаме. Јас велам дека имаме една единствена цел и Бог ни дал живот и здравие, бидејќи сме во процесот на трансформација, во процесот на метаморфозис и секој треба да си се променува од натре кон надвор. И достојно да го носиме името христијани. Амин.